Христос воскресна од мртвите, со смртта. Со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе, свеќи во рацете и традиционалното кршење со јајца. На полноќна служба македонците кои живеат во Пјаченца, Италија, ја дочекаа веста за Христовото воскресение. Стотици верници во црквата Свети Прохор Пчински се помолија за здравје, радост, мир. Граѓаните го дочекаа Великден запазувајќи ги православните обичаи. Пред полноќ со свеќи во рака завртеа круг, а точно на полноќ тропнаа на црковните порти за да се отворат за Синот Божје. Подигнете се порти, горништата своји, подигнете се вечни порти, ке влезе царот на слава. Верниците велат дека се срекни што традицијата продолжува и се пренесува на идните генерации. За македонците кои живеат во Пјаченца е од особено значење тоа што ја имаат црквата, имаат каде да ги прослават празниците. Еден од поголемите празници во христијанството со Божик и ја имаме таа чест овде во Пјаченца, бидејќи сме голема комунита, да имаме место каде што можеме да се собереме, да го прославиме кога не можеме да си одиме во Македонија, во нашата земја. И сега, например, одзивот е многу голем, иако многу од нашите се веќе отидени во нашата земја. Здравје. Прво здравје. Нека има здравје за сите, па после како ќе дојде, така ќе тераме. Мислам дека го славиме на ист начин како во Македонија. Срекни сме што имаме црква. Здравје да им даде, љубов, тоа и среќа. За нас овој празник значи голема радост. Бидејќи христијани сме православни, на овој ден Христос воскреснал, бил мачен и воскреснал и за тоа се многу радуваме. Нека ни е среќен овој празник, голем христијански празник. И ние се чувствуваме, јас посебно се чувствувам прекрасно. Значи сме многу горди и многу среќни што еве тука во Пјаченца, во Република Италија, го имаме нашиот храм Свети Прохор Пчински, каде што можеме да се собереме сите и да ги прославиме овие наши големи христијански празници. Синоќа заврши и великденскиот пост. По полноќ се одржа богослужба, а верниците кои постеле ја примија светата причест. На вечерната служба претходеше лицитација, а парите собрани од истата се наменети за црквата. Воскресна литургија се одржуваше и утринава, каде граѓаните запалија свеќа и се помолија за здравје и благосостојба. Инаку, годинава се поклопува чествувањето на двата Великдена, православен и католички. Великденските камбани се слушна и од католичките храмови. Тие исто така беа полни со верници кои присуствуваа на Великденска миса. Заедничкото чествување не се случува често, бидејќи источната и западната црква користат различни календари, јулијански и грегоријански. Последното славење на Великден на ист ден беше во 2017 година.